Му покажуваат ли непослушност министрите во владата на Заев, па контра неговите ставови бараат предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Високи партиски извори од Бихачка залафа брифираа дека крилото на Шекеринска инсистира на избори со цел цехот за лошите политики да падне врз грбот на Заев. Дека работите не се движат во добра насока индиректно потврди и денеска. Важно било планираното да се заврши во следните недели за да се соочат на било кои избори. Како човек кој што има позиција не само во владата, туку и во СДСМ, сакам прво да ги соопштам своите ставови на своите колеги, а дури потоа во медиумите. Мислам дека целиот фокус, ние сето она што ви го најавувавме и на вас на почетокот на нашиот мандат, во следниве неколку недели да го реализираме. И така сум убедена дека ќе заслужиме на вистински начин поддршка на било кои избори. Не да зборуваме за следното, туку да го испорачаме тоа што сме ви го кажали и вчера, и завчера, и минатата година. Додека Заев се уште тактизира и се обидува да избега од уште едно соочување со народот на кое го предизвика опозицијата по експресното гласање на уставните измени и објавувањето на законот за јазици, но и на оној за ратификација на договорот од Нивици, Десковска, Манчевски јавно изјавија дека нови избори се неопходни. За актуелната министерка за правда, парламентарни заедно со председателските избори се опција со која ќе може да се заземат почисти позиции за политиките кои ги промовираат. Јас искрено мислам дека треба да има, но тоа е прашање на крај на политичка одлука и анализа во рамките на органите, но јас зошто мислите дека треба да има? Ќе застапувам страната дека треба да се оди на парламентарни избори, заради тоа што одредени политики кои што реално ги промовиравме во изминатиот период и одредени прашања кои што ќе треба да ги решаваме, би било добро да бидеме со на некој начин почисти позиции во рамките на парламентот. И подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски изјави дека избори секако ќе има и дека не мислат и предвремени парламентарни избори ќе имаат преголемо влијание на реформските процеси. Избори во Македонија секако ќе има, без разлика дали се само председателски или парламентарни. Одлуката не е лесна, но од друга страна се кочат и вака одредени реформски процеси. За сега единствено на страна на Заев останува вице-премиерот Ангјушев, кој вели дека ако има уште едни избори напролет, економијата ќе трпи големи последици. Ниту шефот на дипломатијата не е начисто на тема избори. Иако јасно не е отфрли опцијата да се кандидира за председател на државата, Димитров вели дека важно било сега да се работи на профилот на председателски кандидат, зашто допрева ќе почнале партиски консултации. Но Заев не го притискаат само со партијците, треба да одговори на барањата на коалиционите партнери ДУИ, кои секој момент го користат за да ја оживеат идејата за консензуален председател. За вице-премиерот Османи, изборите не се добра опција, бидејќи ги доведуваат во прашање интегративните процеси. Своевремено во јавноста се шпекулираше дека токму Заев е заедничкото решение, но тој веќе неколку пати ја отфрли можноста да биде председателски кандидат. Нашите извори велат дека веќе следната недела по враќањето на Заев од скијање да биде донесена и конечната одлука. Опозицијата пак не отстапува од барањето на предвремени парламентарни избори. Вела тоа е единствениот механизам со кој ќе биде исправна неправдата која актуелната власт му ја нанесе на народот.